Добар ден, благодарам што сте на Слободен печат. Започнуваат вести, еве што има ново. На секои 10 минути една жена била убиена од лице блиско до неа во 2024 година. На секаде во светот. Околу 50.000 жени и девојки биле убиени од интимни партнери или членови на семејството во 2024 година според Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал и ООН за жени во извештај објавен во повод меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените. Според документот, 60% од жените убиени низ целиот свет биле убиени од партнери или роднини како што се татковци, чичковци, мајки и браќа. За споредба, само 11% од убиените мажи биле убиени од некој близок до нив. Бројката од 50.000 се базира на податоци од 117 земји и се сведува на околу 137 жени дневно, или приближно една жена на секој 10 минути. Вкупниот број е малку помал од оној од 2023 година, но тоа не значи вистинско намалување. Реактор сподели алармантно истражување. На жените на јавни простори им дофрлаат, ги демнат, им свиркаат, им го попречуваат патот. Невладината организација потсетува дека родово базираното насилство и насилството врз жените и девојките представува едни од најраспространетите повреди на човековите права. Насилството може да се случи во домот, но и на јавни простори, на улица, во училиштата, на работните места и може да се манифестира на многу различни начини. Соопштението е по повод одбележувањето 16 дена активизам против родово базирано насилство. СДСМ напорно работеше за потребите на жените. Со оваа власт се паѓа во вода, порача председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доктор Венко Филипче на работилница организирана од форумот на жени на СДСМ во рамките на кампањата 16 дена активизам за борба против насилството врз жените и девојчињата. Гласни за живот без страф. Тој истакна дека СДСМ е партија која систематски ја постави борбата против родово базирано насилство како државен приоритет. Тој нагласи дека преку воспоставување закони, институционални реформи и услуги за заштита на жените и девојките, СДСМ создаде основи за долгорочни и одржливи политики за заштита на жените од насилство. Силниот ветер и лошите временски услови синоќа повторно го нарушија авиосообраќајот на меѓународниот аеродром Скопје, што доведе до одложување и пренасочување на неколку летови. Според првичните информации, најмалку 2 авиолета од Истанбул и од Венеција не успеале безбедно да се приближат до пистата и биле пренасочени кон аеродромот во Приштина. Летот од Франкфурт по околу 1 час кружење над Скопје сепак успеал да следа. Особено драматична била ситуацијата со авионот од Венеција, кој повеќе од 1 час кружел над Скопскиот регион пред екипажот да донесе одлука за пренасочување. Според утринските податоци, авиосообраќајот на Скопскиот аеродром е стабилизиран и се одвива вообичаено. Премиерот Христијан Мицкоски е оптимист дека до утре ќе ги добие предлозите од владиниот партнер Вреди за пополнување на испразнетите места во владата, откако по локалните избори. Изет Меджити стана градоначалник и дека до крајот на неделава новите министри ќе се најдат во собранието пред пратениците. Во Вреди пак никако да се усогласат кои кадри да седнат во кабинетот на Мицкоски, а главната збрка ја прави алтернатива. Ремзи Мифтари, осудениот директор и одговорен за превозот во Дурмотурс за автобуската несреќа кај Ласкарци и официјално е во бегство. Неговата фотографија осамна во делот потраги на веб страницата на МВР, а по наредба на Условниот суд во Гостивар е распишана централна потерница за да биде спроведен на издржување на затворска казна. Мифтари е осуден на 10 години затвор за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, во предметот познат како Дурмотурс. Автобуската несреќа кај селото Ласкарци од 2019 година, во која загинаа 16 лица, а повеќе од 30 беа повредени. Тој беше второ обвинет. Иако пресудата стана правосилна, Мифтари со месеци го одложуваше заминувањето во затвор, доставувајќи лекарска документација за здравствени проблеми и операција на кила. Според МВР, полицијата неодамна се обидела да го спроведе во казнено-поправната установа Идризово, но не го затекнала на пријавената адреса, пошто судот издал наредба, а Министерството распишало потерница за него.
Градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, доцна вчера вечер објави дека моторно масло е излијано на една од најфреквентните улици во центарот на градот. При изведување на градежни работи на приватен објект на улицата Климент Охридски, од градежна машина била излијана поголема количина моторно масло. По добиената пријава, општинската инспекција веднаш излезе на терен и ја потврди состојбата. Утврден е објектот на изведување на градежни работи и за ваквиот прекршок ќе биде изречена соодветна казна. Не патувајте низ Србија. Вака претседателката на Косово, Војса Османи, апелираше до косовската диаспора што живее во странство, особено до оние што планираат да патуваат за новогодишните и за божикните празници, да избегнуваат поминување низ територијата на Србија. Во објава на социјалната мрежа Facebook, Османи изјави дека вчера ја посетил поранешен полицаец Спахиу, кој минатата недела беше ослободен од затвор во Србија, откако беше обвинет за наводно учество во полициска операција во Банјска во 2023 година, иако ја напуштил полицијата една година порано. Според неа, институциите во Србија се уште имаат ист менталитет како поранешниот српски режим, што представува ризик за граѓаните на Косово. Се финализира мировниот план за Украина. Трамп го испраќа Виктов кај Путин во Москва, додека секретарот на армијата Дрискол ќе се сретне со украинската страна во исто време. Шефот на Белата куќа е оптимист дека ќе биде постигнат мировен договор. Украинскиот претседател Зеленски вели дека е подготвен да се сретне со американскиот колега Трамп и да разговара за чувствителните точки од планот за мир. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека верува оти Русија покажува подготвеност да направи отстапки во преговорите за прекин на украинскиот конфликт. Европскиот парламент предпладнево во Страсбург ќе ја одржи централната дебата на овонеделната пленарна сесија посветена на ставот на Европската унија за предложениот мировен план за Украина и за нејзиниот ангажман за постигнување праведен и траен мир. Според најавите, европратениците со представниците на Советот на Европската унија и на Европската комисија во рамки на дебатата ќе разменат мислења за предложениот мировен план за Украина. Холодоморот во кој умреа милиони украинци беше политички мотивиран и во поранешниот Советски сојуз во 30-тите години на минатиот век не бил природна катастрофа, туку намерен и систематски напад на човечкиот живот и достоинството, вели Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Според патриархот, дури и во години кога жетвата била обилна, храната била конфискувана, информациите биле лажирани и цели региони биле оставени на немилоста на идеолошката политика. Тој навел дека нападот не бил само на физичкиот живот, туку и на внатрешниот живот на еден народ, чија доверба во Бога и меѓусебната преданост биле цел на брутална стратегија. Мајка од Нов Зеланд осудена на доживотен затвор за убиство на двете своји деца. Новозеландката Ханику Ли е осудена на доживотна затворска казна поради убиство на своите две мали деца, чии остатоци ги сокрила во куфери и ги оставила во напуштен магазин. Страшниот случај која потресе светската јавност излезе на виделина дури во 2022 година, кога случаен купувач на аукција најде на ужас. Ли 45 годишна беше прогласена за виновна за убиството на 8-годишната Јуна Џо и 6-годишниот Мину Џо. Судот одреди дека ќе мора да издржи најмалку 17 години зад решетки пред да може да побара условен отпуст. Убиствата се случиле во 2018 година, веднаш по смртта на нејзиниот сопруг, кога според одбраната нејзината психичка состојба целосно се распаднала. Тајванската влада остро реагираше на најновите тврдења на Пекинг за суверенитет врз островот, нагласувајќи дека единствено тајванскиот народ има право да ја одлучува својата иднина. Изјавата доаѓа во период на засилени тензии во регионот по најавата на Јапонија дека планира да распоредува ракети на острови во близина на Тајван. Кина предупреди дека ќе ги сузбие сите обиди за надворешно влијание врз ситуацијата околу Тајван, реагирајќи на јапонските планови за распоредување проектилни системи.
Папата Лав 14 ќе отпатува во четврток на своето прво патување надвор од Италија како поглавар на католичката црква, која ќе го однесе во Турција и Либан. Целта на патувањето е да се апелира за мир во регионот и да се повика на единство меѓу долго поделени христијански цркви. Лав 14 е првиот американски поглавар на римокатоличката црква и во рамките на својата посета од 27 ноември до 2 декември ќе посети и неколку чувствителни културни локации, како и за прв пат ќе зборува пред странски влади во нивните земји. Неговиот претходник, папата Франциск, планирал слични посети, но поради слабото здравје не можеше да ги реализира. Облакот од вулканската пепел од Етиопија ги премина Црвеното море, Оман и Јемен и стигна до Делхи, соопшти индискиот метеоролошки оддел. Ерупцијата на вулканот Хаиле Губи во Етиопија, кој е неактивен илјадници години, започна во неделата наутро, исфрлајќи столб од пепел висок неколку илјади метри. Гледавте вести на Слободен печат, ви благодарам на вниманието, повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.